Почитувани представници на медиумите, добар ден. Скандалозниот однос на владата, предводена од Заев, кон Охрид и Охридскиот регион добива уште своји поскандалозни продолженија. Предлог законското решение за управување со природното и културното наследство во Охридскиот регион, кое што е доставено во Собранието на Република Македонија, деновиве можевме да видиме и слушнеме, оти не е тоа на кое што било работено во изминатиот период со граѓанските организации запознати со проблемот. Ова значи дека јавните расправи на оваа тема, кои што биле правени, буквално фрлени се во корпа, заедно со сите експертски мислења кои што биле изнесени. Ова само го покажува односот на власта кон експертската јавност. Дополнително, можевме да слушнеме и видиме оти владата, тоа што го презентирала пред Комитетот на УНЕСКО во Баку, не соодветствува со тоа кое што сега како предлог законско решение владата го нуди. Владата на Заев со ова ги излаже и експертите, и УНЕСКО, и сите граѓани на Охрид и Република Македонија. Да подсетиме, спротивно на сите насоки оваа влада вметнува одредби со кои новиот совет треба да одлучува со Бадентер, што е спротивно на Уставот. А згора на тоа во Советот да членува и еден надворешен представник на предлог на министерот за политички систем и односи меѓу заедниците. Класично политизирање на една тема која треба всушност да ја уредуваат експерти. Да потенцирам, ова не го говори ВМРО-ДПМН, туку ова го говорат медиумите, експертите и представниците на невладините организации. Почитувани, Заев покажа дека приоритет му е политичкиот пазар наместо угледот на државата, граѓаните и градот Охрид. Тој на политички пазар е подготвен да стави и културни и природни богатства на Република Македонија, да го стави и Охрид, само за да се зачува на власт. Затоа бараме итно да се повлече ова предлог законско решение од собраниска процедура. Закон за Охрид и Охридскиот регион има во сила и обврските кои што ги имаат надлежните институции и органи и по овој закон можеа да си ги завршат и пред неколку месеци, и вчера, но кога веќе ништо не реализираме, им препорачуваме тоа да почнат да го прават уште од денес. Без политизирање, потребно е неопходно да се отпочне со превземање на соодветни мерки со цел спречување губење на статусот на градот во УНЕСКО. Ако не се отпочне веднаш, ќе стане очигледно дека и Охрид и Македонија имаат една и единствена дивоградба, која го уништува угледот на државата. Тоа е владата на Зоран Заев, која што поскоро мора да се сруши на избори, за да се врати достоинството и на охриѓани и на сите граѓани на Република Македонија. Благодарам.